Во петокот на 1 октомври се одбележа меѓународниот ден на старите лица. Црвениот крст на град Скопје го одбележа овој ден така што со есенска работилница и превентивни прегледи повторно ги отвори дневните центри за лицата во трето доба. Оваа година, затоа што нели сите бевме погодени од пандемијата од COVID-19, оваа година го одбележуваме овој ден со реотварање на дневните центри. Односно, денеска од 8:30 до 11 часот имавме здравствени прегледи, односно се мереше крвен притисок, шеќер, односно гликемија и сатурација и секако нели се даваше како една топло одобрение повторно суплементи на нашите корисници. Сега во моментално што се реализира креативна работилница каде што се изработуваат свечњаци, во темата е секако нели есен. Значи корисниците влегуваат вратата и буквално кажува леле, конечно и ние да дојдеме повторно, значи им фалеше. Дефинитивно им фали моментот на социјализација, им фалат работилниците, им фалат чиконг вежби, здравствено превентивни активности слично, значи они едноставно ние постоиме буквално за нив. Така да овој дневен центар е наменет буквално за нив. Радоста кај корисниците на дневниот центар за лица во трето доба не можеше да се сокрие. Уживаа во својата денешна задача – изработка на свеќник од тегла, суви лисија и слама. Времето поминато овде, велат, е најдобро поминато време. И ваквите центри се од големо значење за постарите лица, затоа што и тие се дел од општествениот живот. Многу ми значи. Значи, моето слободно време тука го упражнявам во креативното каче. Имаме дружба, ја развиваме креативноста, собствено, учиме, се дружиме, разменуваме искуства, така да со љубов и со голема радост јас се радувам на овој ден, меѓународен ден што е за стари лица. Поготово особено сум благодарна и радосна на тимот за грижа за стари лица во центарот, во дневниот центар, кој после подолго време, пауза, на денешен ден се реотвори и еве не тука да ја развиваме нашата креативност. Јас сум тука веќе 5-6 години, иначе сум во сликарската секција и прво голема благодарност на Ели што ни даде визија за понатака да си го продолжиме животниот век, затоа што мислам креативноста е многу убава и голема. И секако дека треба да постојат тие центри, затоа што тука се развива целата комуникација, дружба, споделување на знаења и така. На вистина прекрасно е тука да ги доживуваш тие неколку сати во дневниот центар. Се што ние креираме тука, тоа излегува од нашата душа и ние сме задоволни, значи гледаме дека на некој начин сме пожелни за средината, за околината, допринесуваме нешто. Затоа е многу битно дневниот центар. Многу ми се допаѓа и тоа ме исполнува. Сабајле кога треба да се иде тука со задоволство и кога да одиме на некоја работа, а воедно и тука придонесуваме. Јас сум од одел на чиконг вежбаме тука и плетачки. И убаво ни е тука дружење исто како што кажа колешките. Си разменуваме мисли и воедно и придонесуваме со плетење. Сметаме дека од нас има некоја полза. Така се чувствуваме позитивни и за овде и за цело друштво. И не е само чувството дека се подеднакво вредни и важни. Елеонора, координатор на дневниот центар во Даре Џамбас, го потврдува тоа. Лицата во трето доба се алка без која синџирот наречен општество и идни генерации не би постојал. Многу.
затоа што реално значи тие се едноставно значи како најголем дел од популацијата на целава планета се лицата во трета доба, каде што ние постоиме буквално за нив и они може да дадат многу, а ние исто така младите многу можеме да научиме од нив, така да они имаат многу богато и големо искуство каде што можат секако да допре до нас. Работилницата на тема есен во Дневниот центар за стари лица течеше одлично. Со насмевки, смешни досетки и меѓусебна размена на идеи и совети. На крајот се добија 2 производи. Рачно изработен свеќник и среќни и исполнети лица во трето доба. Па не можевме